Добре дојдовте во нов Асном. Во нашето соседство, тоест во Србија, имаме едни студентски протести, чии студентски протести влеваат со одредени резултати во владата, а од наша страна, кој ги гледаме сето тоа, не подсетуваат на едни протести што ги имавме овдека, што резултираше со смена на името. Имено доста од нашите луѓе веќе знаат што се случува таму. Меѓутоа, кога јас зборам со моите пријатели, а ги има многу и политички се активни, нонстоп ме убедуваат дека да, ова се изолирани протести, ова се протести кои студентите ги организираат, а опозицијата е разбиена, немаме видлива опозиција во Србија која што ќе му се спротивстои на Вучич. Пред година и 2 месеца беа изборите, лесна победа оствари Вучич и нема кој друг да ги обедини таа политичко незадоволство која ќе генерира со потенцијална смена на Вучич. Исто така Александар Гајич, политиколог, имаше интервју на едно нашите телевизии и со сличен став е политикологот. Меѓутоа студентите во овој момент кога имаме ситуација кај што нивните барања се задоволени, тоест 4 барања имаше, веќе не би имало причина да протестираат, меѓутоа они се дружија викендов во Нови Сад и истите протестираат се уште во време кога владата им ги задоволи нивните 4 барања, меѓу кои е 20% повеќе финансии во буџетот за образование, 50% да се намалат нивните школарини, апсење на сите кои направија кривични дела против студентите, дали ги тепаа, газија и така натаму, и помилување на 13 активисти, како и уште едно барање кое не можам да се сетам. За таа цел денеска имаме еден многу драг гостин кој специализира во областа на хибридната војна и за таа цел има напишано книга Хибридна војна за сцената. Целата тематика на неговиот овој научен труд и општествен научен труд е да ги запознае читателите со војната, начинот како се водела во историјата, но и како се води во сега таа хибридна војна и како обоената револуција е дел од хибридната војна, има во неговата книга и дел за Украина, како е таму водена. И сега тука се поставува со нас денеска е Владо Јовановски. Здраво, Владо, како си? Добар ден, ви благодарам за поканата и за можноста да го изнесам своето мислење. Апсолутно, Владо. Како јас ти благодарам што си овдека, многу ми е драго дека ќе збориме на оваа тема, затоа што ние од една страна се испековме со шарена револуција. Во Србија имавме таков обид за соборување на председателот Милошевиќ кој беше успешен. Во моментов имаме немири во Србија, кои се прелеава на улиците. Прво почнаа студентите, гледам дека сега професорите, дел од опозицијата е присутна, меѓутоа не е присутна целата опозиција. Како ти гледаш развојот на ситуацијата и како можеме да распознаеме дали овоа, например, моите пријатели од Србија кои се искусни политичари му убедуваат не, ова не е шарена револуција. Како да ја распознаеме дали е шарена или не е шарена револуција? Или обоено, било како? Темата за која ќе зборуваме, иако е конкретна, вие ме прашувате конкретно дали настаните последни во Србија се шарена револуција или не се, меѓутоа во поширок контекст тоа е геополитичка тема и тоа би рекол од доменот на глобални геополитички динамики кои секако имаат своји рефлексии во зоните на нивниот интерес. Глобалните геополитички динамики секогаш ги покренуваат големите сили, без разлика дали источните или западните и така натаму. Меѓутоа, ниту едно глобално геополитичко
глобална геополитичка динамика не се случила без директно или индиректно учество на големите сили. Бидејќи рековме дека темава е геополитичка, јас би сакал да нагласам дека секој што претендира да биде релевантен коментатор, аналитичар, предвидувач, проценувач на геополитиката, односно геополитичките состојби, мора да почитува одредени правила без кои не може да се каже дека геополитичкиот разговор е релевантен. Како прво правило е, геополитиката мора да се знае дека функционира врз основа на природните закони. Во кој смисол? Врз основа на законот за акција и реакција, например. Не може да се случи геополитички настан никаков, апсолутно никаков, сам од себе. Да се случи сосема случајно или спонтано. На секој настан во конкретниот момент, во конкретниот период, за да се случи, предстоела некаква акција која претходно некои актери ја спровеле, одиграле и така натаму. Значи, едноставно е невозможно да нешто се случи и да биде тоа спонтано или сосема случајно. Например, Илинденското востание беше пред 120 и неколку години. Во зависност од тоа како тогаш одиграле актерите, ние имаме рефлексија и во денешно време. Илинденското востание се водело токму за тоа, за да се потврди македонскиот национален идентитет, за да се создаде македонска држава. Се случило тоа што се случило, например, тогашната кралска Русија одиграла негативна улога од наш аспект, практично и помогнала на Отоманската империја да го задуши Илинденското востание, и покасно при Букурешкиот договор Македонија не успеала да ја добие својата територија и држава и да го одбрани својот национален идентитет, односно да го потврди меѓународно. Сето тоа што се случило пред 122-3 години се рефлектира и во денешно време. Тоа значи дека геополитиката има временски континуитет, длабок, долг, историски континуитет. Тоа значи дека ниту еден геополитички настан не е случен денес, не се случил преку ноќ, туку се случувал можеби со децении и со векови. Друго, се вели дека историјата се повторува. Да, се повторува на тие што не ја научиле лекцијата, бидејќи некој геополитички настан кој се одиграл во минатото и бил поволен или поволно се завршил, тешко дека повторно ќе се повтори. Меѓутоа, тие што не ја научиле лекцијата, можат да очекуваат во иднината на вистина историјата да се повтори. Ние поминавме низ тоа, ни го оспорува националниот идентитет пред 120 и не знам колку години и многу подолго пред тоа. Денес се соочуваме со истата состојба, со потпишувањето на договорот со Грција и договорот со Бугарија и со евентуалните дополнителни договори во врска со Бугарија кои ќе следат, ние го доведовме повторно во прашање сопствениот национален идентитет. Тоа ќе се одрази на нашата вкупна иднина и на внатрешните состојби, бидејќи македонскиот народ не е конститутивен народ на сопствената држава, единствен, туку е дел од народите кои ја конституирале македонската држава. Наративот ќе биде уште пожесток од страна на Бугарија и Грција, меѓутоа они чекаат да се завршат некои формални постапки, па подоцна тоа ќе го ефектуираат на разни начини. Но да се вратиме на темата. Да, постојат тврдења дека ова што се случува денес во Србија е спонтани протести за, не знам, паѓањето на настрашницата и така натаму. Јас во оваа прилика се разбира изразувам сочувство до роднините и пријателите на загинатите. Тоа е навистина ужасен настан.
Меѓутоа е и добар момент, добар настан кој некои сили скриени го употребија, односно злоупотребија за спроведување на своите геополитички агенди. Ако тврдиме дека е тоа спонтано и случајно, тогаш можеме слободно да кажеме дека, да речеме, Советскиот сојуз се распаднал спонтано и случајно. Не е реакција на хибридната војна која Западот ја водел против Истокот или и обратно, Истокот против Западот и така натаму. Не можеме да се согласиме со тоа, бидејќи тенденциите биле јасни и така натаму. Се распаѓа Советскиот сојуз и доаѓа една состојба глобална геополитичка, така наречена состојба на униполарен свет, каде што вистинска, единствена, далеку надмоќна од сите други сила и во воен, економски и политички поглед и секаков друг поглед е Соединетите Американски држави. Го искористуваат вакуумот кој се создаде со распаѓањето на Советскиот сојуз и продираат преку НАТО, преку Европската унија, продираат со мека моќ, пласирање на мека моќ. Многу од поранешните, од бившите, поранешните советски републики со шарени револуции ги отфрлаат нивните дотогашни влади за да го воведат либерално-демократскиот систем во своите држави, односно практично Западот инсталира собствени влади, кои, за жал, после доаѓањето на власт, продолжуваат со ист или поголем степен на криминал и корупција, со ист или и полош однос кон сопствените граѓани и кон сопствените национални интереси, затоа што дошле на власт со помош на Западот, кој пак имал интерес и извел не класична окупација, меѓутоа окупација со употреба на хибридни средства, односно хибридна војна, инсталирал собствена власт во одредена држава. Во нивната држава сега продира западниот бизнис, западниот капитал. Зошто? Затоа што има ефтина работна сила, затоа што опасниот отпад ќе го складираат во тие земји и низ други погодности и даваат до знаење на сите останати дека тоа е територија на Западот, која е владеена од страна на, можеме слободно да речеме, глобалистите, преку владата кој тие ја инсталирале и ги остваруваат практично своите геополитички интереси. На нив не им е воопшто важно дали владата што ќе ја инсталираат ќе владее со криминал, корупција и така натаму. Важно е да ја спроведуваат нивната геополитичка агенда. Ако тврдиме дека овие протести во Србија се спонтани и случајни, тогаш треба да тврдиме дека и првата шарена револуција, обоена револуција во светот се случи во Србија во 2000 година на 5 октомври. Претходно Западот со секакви средства се обидуваше да го сруши Милошевиќ. Не успеваше во тоа, а единствената причина поради која Милошевиќ се рушеше беше заради тоа што во Србија веќе продираше рускиот бизнис и се зајакнува политичките, културните, воените односи со Русија и така натаму, и тоа представуваше пречка за глобалистите, практично губат уште една територија, уште една држава каде што би можеле да управуваат. Шарената револуција, да, се спроведе на некој начин спонтано, тоа секогаш така изгледа, секогаш така и треба да биде, никогаш хибриден агресор не објавил војна, да, јас сега војувам во оваа држава за да
внесам, односно да инсталирам собствена влада која ќе ги исполни моите геополитички интереси. Туку јас на таа држава и помагам, и нудам соработка, и нудам економска помош, и нудам соработка политичка, културна и секаква и така натаму. Јас се грижам за граѓаните во случајов на Србија и така. Се случи шарената револуција во Србија, падна режимот на Милошевич, шарените револуционери, обоените револуционери не беа свесни која е пак цената што тие треба да ја испорачаат на Западот за своето доаѓање на власт. Тоа беше да се признае Косово, тоа беше да се протера рускиот и кинескиот бизнис од просторите на Србија, тоа беше да се дистанцира Србија од Република Српска во Босна, беше да ги предаде војните тогаш осомничени лица за војни злосторства, како што беше Караджич, Младич и така натаму. Владата на Джинџич се обиде да дел од тие барања исполни, иако тие очекуваа огромна финансиска помош и така натаму, меѓутоа ништо од тоа, и требаше да се избори со сопствениот народ. Признавањето на Косово едноставно во тие моменти не можеше да пројде, бидејќи временската дистанца беше премногу мала за да народот тоа го прифати. Предавањето на Милошевич пројде во Хаг, видовме како заврши подоцна. Дистанцирањето од Република Српска почна да се спроведува, меѓутоа пак не одеше лесно, и кој го спомнав четвртото барање беше да признавањето на Косово, предавањето на рускиот капитал и рускиот, да, и тоа се спроведе. Подоцна имавме уште една таква епизода во Црна Гора, кога руски бизнисмени силно навлегоа во бизнисите, особено туризмот, хотелиерството и така натаму, па подоцна со некоја мини шарена револуција беа избркани од таму. Джинџич успеваше дел од тоа да го исполни, меѓутоа за тоа време барањата беа премногу силни, премногу тешки. Раните беа се уште свежи од НАТО бомбардирањето и така натаму, а плюс требаше Србија јасно да декларира дека ќе се движи кон НАТО сојуз. Што исто така во тој период, во таа временска дистанца, кај поширокото граѓанство не можеше да пројде. Се случи тоа што се случи, Джинџич дојде во судир практично со криминалните елементи кои беа и во претходната власт на високи позиции. Тогаш во екот на шарената револуција направија пазар дека тоа беа полициски воени структури, дека ќе останат пасивни, дека нема да одат против обоените револуционери, и дека кога опозицијата тогашна ќе дојде на власт, ќе се погрижи за нив. Најверојатно тие структури и понатаму сакаат да криминалните бизниси да им течат непречено. Джинџич и неговата влада навистина не можеа тоа да го дозволат, бидејќи како и во нашата македонската шарена револуција, начелата за кои се борат им беа правда, мир, сузбивање на корупцијата, криминалот и така натаму. И тука дојдоа во некој судир со тие стари инсталации. Джинџич беше, за жал, убиен, и Србија повторно влезе во една фаза каде што практично продолжи со политиката на екви соработка и со Западот и со Истокот, што на некои структури апсолутно не им се допаѓа и не можат тоа да го дозволат, бидејќи во таа борба против помеѓу Истокот и Западот се води борба за секој град, за секое село, за секој човек. Секој им е битен. Секој треба јасно да се изјасни на чија страна е.
И тоа е, пред се води таа хибридна војна, за која јас ето напишав и книга. Хибридната војна, за гледачите да објасниме, представува војна која се води со претежно невоени средства. Да, се комбинираат и воените средства, меѓутоа таа е војна која претежно се води за човечкиот ум, за човечкото срце, за нивната душа. Елементите на хибридната војна се војната која се води на политички план, економски план, се превземаат активности со кои се попречува економскиот развој на државата, затоа што со сиромашни граѓани полесно се манипулира. Војната за јавното мислење, која е многу важна, војната која водат подземно разузнавачките служби, пропагандата од секаков вид со дезинформации, лажни вести, сајбер напади, хакерски напади и така натаму. По потреба се вклучува и војната компонента, а една од компонентите е и шарената, односно обоената револуција, која хибридниот агресор ја вклучува по потреба или не ја вклучува, зависи од конкретната состојба. Затоа не можам воопшто да прифатам дека ова што се случува во Србија е спонтано и дека не е точно испланирано и дека нема точна цел, затоа што и во Србија и во Македонија веќе тој филм го видовме. Само за задржијат твојата мисла тука, не сакам да те прекинам, меѓутоа сакам да потврдам тоа што го кажуваш во однос на економскиот дел, чисто информативно. Откако го влеговме во НАТО, ова е потврдено со статистички податоци од Светската банка, значи бев во датабазата, ги извадив споредбените резултати економски. Македонија има најмал раст во однос, економски раст во однос на Западен Балкан, државите, Централна Европа и Балтичките земји, и помал раст има од светскиот економски раст. Значи 21, 22, 23 и оваа година Светската банка предвидува исто така најмал економски раст во регионот ние да имаме. Тоа што кажеш дека е таа економска компонента што е. Меѓутоа, чисто однака да потврдам дека е тоа така. Те молам продолжи во однос на Србија, почна да збориш со твојата мисла. Еве малку и да направиме дигресија. Во текот на шарената револуција. Шарената револуција е многу комплексна, односно целата хибридна војна е многу комплексна, сложена, опфаќа многу наука, многу елементи и така натаму, од областа на психологија, од областа на право, од областа воената област и така натаму. Заштита на животна средина, животни, анималмунди и така натаму. Тоа е многу сложена, многу комплексна стратегија, многу комплексна игра, да ја наречеме. И може да ја играат само високо интелигентни и високо образовани луѓе од разни профили, области. Таа, како што и напоменав, не се прикажува никогаш, не се објавува. Таа е војна која се води под радарот детектор за војни. Таа се води низ призмата на политичка соработка, на загриженост за вашата иднина, низ призмата на економска соработка и така натаму. Пошто го споменавте економскиот дел, економската компонента на хибридната војна опфаќа операции кои би попречиле економски развој на државата која е таргетирана за напад. Значи државата во која треба да инсталирам собствена влада, односно влада која ќе ги исполни моите геополитички потреби, очекувања и така натаму. Зошто? Јас ќе ги блокирам економските текови, ќе ги блокирам инвестициите кои иначе би требало да стигнат во таа држава, за да не дојде до подобрување на стандардот во државата. При таков подобрен стандард, државата би верувала на собствената влада, би ја задржала постоечката влада. Меѓутоа, ако ги попречам некои важни економски проекти, пример,
гасоводи, нафтоводи и така натаму нема да поминуваат од тука ќе поминуваат од таму, нема да го земате гасот од Русија, туку ќе земате од Азербејџан, пример, или турскиот тек ќе поминува овде или онде и така натаму. Јас попречувам економски развој на државата. И со тоа го обликувам населението полесно да ги прифати моите наративи. Тоа значи дека јас кога се нудам на населението како агресор, јас се представувам како нивни пријател и ветувам дека вашата држава ќе достигне силен економски развој, ќе достигне процут на економијата. Вашиот стандард драстично ќе се зголеми. Не само што ќе ви помогнам да се изборите за демократија, за човекови права, за слободи, туку вашиот стандард ќе биде многу силен, ќе се изедначи со европскиот стандард. Бидејќи јас ќе донесам мои компании кои ќе инвестираат тука, бидејќи јас ќе ви дадам огромна финансиска поддршка. Со влегувањето во НАТО ќе завршат вашите проблеми идентитетски. Вие го потврдувате својот идентитет. Со влегувањето во НАТО вашата економија ќе процвета, бидејќи на НАТО му е потребна многу опрема, логистичка, ваква, таква, онаква и така натаму. И тоа се пласира како наратив и тоа граѓаните го слушаат, а знаете, кога на жеден човек му зборуваш за вода, тоа е многу влијателно. Подоцна се испоставува дека нема ништо тоа. Таква намера. Јас можам да те никогаш... потврдам од ова. Пример. Таква намера немало никогаш. Да. И кога се работи па сега во однос на српскиот случај со студентите. Пред некој ден 3 месеци помина од падот на настрешницата во Нови Сад и одеднаш букна тоа. Како а пред тоа не беше Србија буквално година дена имавме од кога имавме избори они парламентарни, чиста победа на Вучич и неговата коалиција, но како така одзаде од еден немил случај 15 загинати жртви, апсолутно жалосно. Нормално кинезите биле дел од правењето на градежен опфат и одеднаш букнува сето тоа. Како така, како е некој, може да ми кажеш, како така може одеднаш да букне незадоволство кое ќе биде прифатено? Нели, претходно рековме дека во геополитиката ништо не може да се случи спонтано и ништо не може да се случи преку ноќ одеднаш. Според моите тврдења и во книгата, каде што пишувам генерално за хибридната војна, пишувам и за хибридната војна во Србија, меѓутоа повеќе се однесува на глобалните геополитички динамики. Свеедно наведувам дека во Србија конкретно уште по паѓањето на владата на Зоран Џинџич започнува новата хибридна војна, односно постојано трае до денешен ден. Во рамките на таа хибридна војна постојано е вклучена и обојната револуција. Не е тоа од вчера, од денес, туку колку значи, има... инсталираната структура да. Е подхранувана финансиски, така. Одредени мрежи се воспоставени, невладини организации и се чека погоден момент. Да, едно време беа 1 од 5 милиона, така се викаш, кога постојано секојдневно демонстрира и така натаму. Па имаше организации кои демонстрира против против семејно насилство. Да. Па имаше организации кои протестира за правата на жените. Имаше
организации кои протестираа за правата на ЛГБТ заедницата и така натаму. Тоа не е од денес, тоа трае со години. Сега одреден немил настан, како што е паѓањето на страшницата, ево јас и во оваа прилика изразувам сочувство до роднините и пријателите. Дефинитивно, да, има еден македонец од Штип, професор таму кој е да, наш човек. И тоа се злоупотребува и се искористува за постигнување на целите кои се сосема други. Јас не ја исклучувам можноста дека 99% од тие што учествуваат во тие протести го прифаќам нивниот наратив дека учествуваат со цел и мислејќи дека се борат против корупцијата, криминалот и така натаму. Меѓутоа, стратезите на хибридната војна, шарените револуции, тоа го знаат. Нема општество каде што нема слабости. Тие знаат која слабост да ја селектираат и кога. И да ја пласираат како многу важна, битна и така натаму. Прво, ево гледано од страна. Се разбира, тоа се студенти и сите имаме симпатии кон младите луѓе. Тоа се наши деца и така натаму. Меѓутоа, младоста како ни возраста, ни староста, не се квалитет самите по себе. Јас можам да прифатам дека студент од 21 на 2 години може побрзо од мене да истрча на 3200 метри. Меѓутоа, тоа не значи дека подобро би ја водел државата, подобро ги разбира геополитичките динамики. Не значи ни возраста пак од друга страна дека секој што е повозрасен подобро ги разбира геополитичките динамики. Меѓутоа, априори се бираат такви групи кои веднаш ќе ги соберат симпатиите на сите граѓани. На народот. Со какво срце можеш да дискутираш против студентите? Тоа се невини млади луѓе кои бараат. Теки своја иднина, своји права, да, теки доаѓа животот за нив и секојаш со симпатии они се гледаат. Секојаш со симпатии. Значи они го собираат тие симпатии што представуваат студентите. Меѓутоа, знаеш, што е интересно во овој случај? Сега за сега во овој момент, а веќе 3 месеци од кога настрашницата падна, немаме јасно изразена политичка структура која е позади нив. А опозицијата е доста разединета во Србија. И како единствена појака структура која се од Војводина, кои се за повеќе сеци оптужени се од владеачката партија дека се сесесионистички расположени Војводина да биде република на ист начин како што е Косово и поосвен тоа немаме ние силна опозиција која стои зад студентите и која, например, како што Заев се наметна да го превземе таа штафета на незадоволство, ова го немаме. Како го гледаш ти тоа? Каде би овдека водело? Во кој правец? Затоа што ако е шарена револуција, обојна револуција, ние ќе имаме јасно видлив таргет Вучич и да се сруши. Со тоа да се рушат неговите политики, да се прифати сето тоа што би го прифатиле од некои центри на моќ захтевите и така натаму. Баш направивте добра паралела со нашата шарена револуција тука, што се случи. Еве каде се и другите паралели кои потполно се совпаѓаат. Ако се сеќавате кај нас, шарената револуција започна така што луѓето се собираа и протестираа за чист воздух. Да. Тоа е категорија која секој граѓанин би ја поддржал. Да, апсолутно. Сите сакаме чист воздух. Да. Друга категорија протестираше за правата на ЛГБТ заедницата. Пак секој граѓанин
ќе признае дека да, и тие треба да имаат некакви права. Луѓе си тие, штом кажуваат човечки живот. дека нешто им е ускратено, треба да се размисли. Понатаму протестираа луѓе што инсистираа поголема грижа за кучињата скитници, мачињата скитници, бездомни и така натаму. И тоа е категорија што мораш да ја поддржиш. И не знам какви све други. Имаше средношколски пленуми, студентски, студентски, професорски пленуми, председателката наша излезе од тој Значи, сето тоа е нешто што намерно се спроведува на тој начин, смислено, организирано, за да залепи за својот наратив што поголема критична маса, што повеќе луѓе. А се бираат теми со кои секој граѓанин би се согласил. Да, сите сакаме нешто што е заедничко, нешто што е аполитичко и нема никакви политички контекст. Сите сакаме правда, сите сакаме мир, сите сакаме борба против корупција, економски просперитет, сите сакаме да бидат заштитени, не знам, животните скитници и така натаму, чист воздух. И тоа е сосема нормално да сето тоа звучи прифатливо. Намерата е на тој начин да се постигне масовност, бидејќи револуција не може да се спроведе ако немаш критична маса. Да се стигне до степен кога владата ќе биде дестабилизирана, нема да може да функционира, бидејќи премногу сектори излегуваат и она не може да ги решава и не може да ги решава проблемите. Ако одеднаш бараат покачување на платите и професорите, и адвокатите, и докторите, и работниците железнички, владата се соочува со проблем. Не може сите тие проблеми да ги реши одеднаш. Финансиските капацитети се лимитирани и така натаму. Опозицијата во тие протести, барем на почетокот, учествува како обичен граѓанин и лидерот на опозицијата учествува како обичен граѓанин. Протестите се водени од некој друг, а он е тука другар со сите тие. На асфалтот се нуваат и јадат сендвичи, заедно фрлаат балони со боја по фасадите и така натаму. Со тек на време расте гневот на толпата. Тука се употребуваат и разни психолошки методи за управување со групи, за развивање на гневот, бесот и така натаму. И полека се билда гневот, кој целиот гнев се насочува кон владата. И ако се сеќавате кај нас, се пушта информации, лажни вести, непроверени и така натаму, кои покасно се потврдија дека не се точни, дека Груевски има огромни сметки на Кајманските острови или не знам каде беше, има офшор компании и така натаму. За да се зголеми недовербата и гневот кај населението. Доколку овие протести во Србија, за сега во оваа фаза, опозицијата е разединета и опозицијата не е наметната како лидер, бидејќи шарените револуции се револуции во кои револуционерите се обичните граѓани. Тие се безлидерски, бидејќи наводно тоа потекнува од народот, од длабочината на поривот на народот за демократија, за слобода, за правда, за мир и така натаму. Меѓутоа, што се случи во Србија, што се случи кај нас? Накрај, кај нас водеа кон избори, иако на почетокот сакаше опозицијата да превземе власта и без избори. Истото тоа сега сака и во Србија, меѓутоа тоа нема да оди, пошто владата поднесе оставка, имаат рок од месец дена да одлучат да направат избори. Значи, луѓето протестираат заради срушената настрешница, имаат барања вакви, такви и онакви, опозицијата
ги поддржува нормално, ги помага, ги организира ова бидејќи се води кон нови избори на кои ќе учествува опозицијата. На изборите кај нас малку луѓе од тие што протестираа се вклучија во структурите на власта или опозицијата како на ето така им даде по некоја позиција, вметнаа по некој, вметнаа по некој пратеник и така натаму, меѓутоа се оствари главната цел опозицијата ја превзеде власт. И со тоа и се оствари главната цел на режисерот на хибридната војна и на шарената револуција, бидејќи во Македонија доби власт која ги продаде националните интереси. Да. Тоа е на пат да се случи и во Србија. Сега опозицијата, како што рековте, е разединета, не е единствена, не е толку видлива во овие протести, меѓутоа протестите добиваат критична маса, добиваат критична масовност. Студентите, им се придружија адвокатите, професорите. Да. Вчера слушам дека се приклучиле одреден број на пензионери. Хирург, еден исто познат хирург, исто така им се приклучува, со тоа дава сигнал и другите хирурзи видни. Сега како се проширува базата од каде што они ќе црпат енергијата. Практично народот е војската на хибридниот агресор. Народот војува самиот против себе, за да се остварат нечии туги интереси. Понатаму протестите во Србија ќе се усмеруваат кон еден човек, најмоќната политичка фигура во Србија и според нивниот политички систем е председателот. Да. И веќе пред некој ден некои луѓе од опозицијата тврдеа дека тој не би прошол психијатриски систематски преглед, потезите, неговото однесување го анализира и така натаму, све укажувало дека е работо неспособен и така натаму. Значи, гневот ќе се насочува кон една фигура, како што кај нас се насочуваше кон Груевски во шарената револуција. Според мојата проценка, мислам дека веќе е таму достигната критичната фаза. Со давањето на оставката на владата, веќе се стигнува до целта на хибридниот агресор, се поблиску е до промена на владата во Србија и до промена на... Бо они успеа да ја променат владата затоа што даде оставка. Да. Меѓутоа сега прашањето дали ќе одлучи истот новата влада, дали ќе има избори или не. Да. Меѓутоа сега ќе одат тука по истата варијанта како што се одеше кај нас. Ќе условат нема избори додека не се средат избирачките списоци. Кај нас овде наративот беше дека има 500.000 фантомски гласачи. Да. А всушност се испостави дека, не знам, нема ни 50. Да, ова може би точно затоа што владата кажа дека ги исполни сите 4 обеќавања на студентите, а студентите продолжуваат со протест. Да, и нема да престанат до наредните избори. На тој начин опозицијата ќе добива на симпатија, на време. На време. Значи добива на време. Целта е да се подрива рейтингот на Вучич. Да, и јавното мислење полека да се свртува. Во овие протести сега што се прават, практично и се билда рейтингот на опозицијата. Зошто кога ќе дојде моментот на гласање, тие сигурно, и ако некогаш мислеле да гласат за Вучич, сега нема, бидејќи се сплотиле со студенти со пензионери, адвокати и така натаму. Веќе сите се опозиционери. И тука кај нас на
протестите во шарената револуција, одеа цели семејства со деца, ги носеа и своите домашни миленичиња. Тоа постанува веќе начин на живот. Се случува заљубувања, љубовни средби и така натаму. Сето тоа е глас за опозицијата. Во Србија вчера имаше на места каде што студентите правеа журки. Да. Тоа е нормално, тоа се млади луѓе, ќе се дружат. Тука ладата исто така беше символ на... Да, на нешто така и така натаму. Значи, сето тоа што таму се случува и се здружува, да, јас знам дека на нив им изгледа спонтано, дека никој не дошол и им рекол сега вие вака ќе постапувате, така ќе постапувате, туку стратезите знаат како ќе постапуваат. Знаат како они ќе постапуваат. Младите луѓе се енергични, полни со адреналин. Лесно е да им се пласираат работи. Сега во Србија не само што ги бараат тие документацијата комплетна и така Да, комплетната и од јавно обвинителство. Има транспаренти, крвави ви се рацете, вие сте убийци и така натаму. Се оди да се билда гневот, одвратноста кон владата, односно сега кон председателот на нивната држава, со цел тој да се прикаже како монструм, како психички нездрав и така натаму, што повеќе луѓе да се залепат за тој наратив. Опозицијата сега не мора ништо да прави, туку од време на време да ги пласира своите политички тези, а тоа да не биде наметливо или па да биде фронтменот. И сега ќе одолговлекуваат со изборите колку што е возможно повеќе, заради да намалат разликата во мнозинството кое сега е очигледно на страна на владата. Не исклучувам можноста дека со тек на време тоа и ќе го успеат, бидејќи и кај нас разликата во гласачкото тело беше огромна кога започна шарената револуција, а на крајот од шарената револуција се сведе на 20 пратеници, мислам. Разлика за претходната власт. И на крај странскиот фактор кај нас го реши тоа со тоа што наложи кој со кого ќе коалицира или кој со кого не смее да коалицира и се состави нова влада. Значи твое предвидување дека сегашната состојба во Србија, каде што Вучич прифати 4 барања, ги прифати, исполнети се, а јасно е дека студентите со продолжување на своите протести ќе бараат нешто повеќе, е да се наметнуваат нови барања. Да. Нема да му се даде можност на Вучич да иде на брзи избори, него да го подрива неговото владење. Тоа не случајно, значи претходно ќе се бара, ако се сеќавате кај нас беа Пржино 1, Пржино 2 и така натаму. Да, и таму ќе се бара исто да се вклучи невладиниот сектор, да се вклучи. Значи во институционални мерки на да се вклучат како медијатори Европската унија, Соединетите Американски држави и така натаму. Тие кога се вклучија овде кај нас, например, протестот за заедничка Македонија, протестите за заедничка Македонија, рекоа дека не се дел од невладиниот сектор и не ги повикуваа на разговорите, договорите, преговорите и така натаму. Едноставно ги третираа како дел од власта. Иако и тоа беше граѓанско движење, како и шарената револуција, како и протестите што беа кај нив. Сега пред некој ден слушнав од некој висок официјален представник на Европската унија колку е воодушевен од демократскиот капацитет на луѓето во Србија, од младите луѓе, каков демократски капацитет покажале. Тоа представува поттик да се продолжи
и така Европската комисија му се јави на Вучич и му каже дека граѓаните има демократско право да вршат протест, дали е тоа на улица или не, да си го изразат своето граѓанско право. Точно. Токму тие, значи Европската комисија ќе треба да се вклучи во некој вид на медиаторство, ќе се оди на долги преговори и разговори помеѓу сегашната влада, ќе се оди на тоа да се бара формирање на техничка или експертска влада, која ќе владее 5-6 месеци додека се подготви теренот за нови избори. А за тоа време ќе му вадат некои афери разни и така натаму, ќе извадат документи дека се лечи од шизофренија уште од пред 10 години. Да. И така натаму, ќе извадат сметки од банки, ќе извадат провизии од кинеските фирми кои навлегле во Србија, од руските фирми, контакти со мафијашки организации. Креативноста тука е неограничена. Нема граници што не може да направат, да се случи. Меѓутоа, да, предвидувам дека изборите нема брзо да се случат, никако, во никој случај. Тоа нема да го дозволи ниту меѓународниот фактор, ниту опозицијата во Србија. И тоа ќе се одолговлекуваат до моментот додека не се створи поволна клима или додека они не увидат дека шансите им се зголемени, додека приберат посилно гласачко тело. Уште, ево, ако дозволуве времето, јас би додал дека во Украина првата шарена револуција беше во 2004 година, кога Јануковиќ беше на власт. Јануковиќ беше представен како монструм, како манијак кој крадел све живо што ќе стигнал, нели прикажуваа таму некои дворци кои ги поседувал и така натаму, иако се испостави дека тоа се снимки од некои, не знам, од други дворци и така натаму. Свеедно, истото сценарио беше, како и во сите шарени револуции, горе-долу, мали се разликите. Дојде прозападно ориентираната влада, мислам дека беше Јушченко и Тимошенко беше нешто. Да, Јулија Тимошенко. Се испостави дека со доаѓањето на новата влада, криминалот и корупцијата се зголемија уште повеќе, богатите се збогатуваа уште повеќе, сиромашните осиромашуваа, не донесоа никаква правда, никаков мир и 2008 или не знам која беше, повторно победи влада која условно речено беше проруска настроена. Меѓутоа се повтори шарената револуција во 2014. И тоа го нарекува револуција после револуција и така натаму. Западот беше воодушевен од демократскиот капацитет на украинците. Украинците искажале големо чувство за голема потреба за демократија, за слобода и така натаму. Беа по истото сценарио, значи се одржаа и таму избори, победи актуелната влада, меѓутоа изборите беа оспорени, се одеше на варијанта повторно да се распишат избори, случајно сосема пред демонстрантите, толпата имаше купови од камени блокови, кои тие сосема случајно ги зедаа и фрлаа врз обезбедувањето, врз полицијата и така натаму. Сосема случајно од некаде се појавија снайперисти кои пукаа во толпата. Полицијата и толпата. И едните и другите. И едните и другите. И со тоа се постигна навистина бесот, гневот кај луѓето да се развие и следуваше тоа што следуваше. Јас и во книгата напишав дека украинецот се борел за западните интереси или за источните интереси,
меѓутоа никогаш не се борел за сопствените интереси. Бил инструментализиран или од Западот, или од Истокот, и сето тоа го доведе до ова што е денес. Ова што е денес, на кој начин може да се прогласи како победа? Никако. Најголеми губитници се нормалниот украински народ кој гине за странските интереси, и тоа е војската која сега украинската економија е уназадена за 50 години. Ке им треба огромно време да се обнови. Украина веќе не постои како функционална држава. Ни територијално, ни економски функционално никако. Ни демократски и така натаму. Јас ти благодарам. Јас би сакал, чисто онака си дојка го представуваш ова сценарио многу добро и елоквентно, аргументирано. Ако би сакал во некои дни време да дојдеш, да бидеш наш гостин и да вршиш анализа, меѓутоа добра тема би било кои се превентивните фактори кај што ќе се спречи. Би можеле да збориме и за тоа, ако би сакал во некој време да се спречат вакви хибридни војни. И тука е, знаеш. Јас ево уште одмah може тоа да биде воведен дел за наредното гостување. Например, што Вучич би направил, како што кажа дека он нема да му дозволат. Он веќе ја изложи тезата за превремени избори. Они нема да му дозволат, сака да го подриваат неговото влијание. Меѓутоа, што он би требал да направи за да го смали сето тоа? Кои се решенијата? Решенијата во оваа фаза се доста дискутабилни и доста тешки. Меѓутоа, јас би се навратил на еден друг момент. Не само на владата во Србија, туку за жал во сите балкански влади најголемата слабост е реалната корупција. Реалното коруптивно владење. Тоа е најголемата слабост која реално може да мобилизира одредена маса на луѓе против владата. И тоа аргументирано и со факти. За жал, сите балкански политички партии во сите држави, без исклучок, дури и членките на Европската Унија, го изгубија идеолошкиот мотив кај себе. Например, ние имавме социјалдемократски сојуз на власт во Македонија, кај што имаше 500 или 600 илјади луѓе на прагот на сиромаштија. Каква е тоа социјалдемократска идеологија која тоа ќе го дозволи? Тоа го дозволи затоа што е корумпирано. Ами плюс тоа е едниот од националниот аспект. Они шират една граѓанска идеологија, поттикнуваат со балансерот не само балканизација, него ставаат ова општество од 17 век, каде што е битно дали си ти албанец или македонец. Со балансерот. Они тоа го да не кажам сега, да мислам, тоа е една од темите, да. За жал, политичките партии, без исклучок, значи и за Македонија зборувам, не доаѓаат на власт заради да спроведуваат десничарска или левичарска политика, туку доаѓаат на власт за да владеат. Да се реваншираат на претходните заради моќта политички противници, заради привилегиите и во крајна линија заради парите. За жал. И за жал такви влади многу лесно можат да бидат срушени. Тоа му ја олеснува работата на хибридниот агресор. Ако имаме влада која добро владее, во која народот живее безбедно, има добар економски стандард, многу потешко е да продре хибридниот агресор. Не дека нема да најде, ќе најде слабости, ќе ги изфорсира и така натаму и ќе постигне одреден успех. Меѓутоа во вакви држави, со вакви влади, успехот е скоро загарантиран.
За жал, владењето во балканскиве држави е синоним за корупцијата. И тоа, корупцијата, обичниот човек ја подразбира со местење, добивање на тендери и така натаму. Не, корупцијата е многу пошироко нешто. Корупцијата е нешто што директно го загрозува опстанокот на државата, безбедноста на државата. Значи, тоа е веќе безбедносно прашање. Зошто? Затоа што се гради однос на медиокритетство. Таква влада, со такви луѓе, во своите редови не избира интелектуалци, не избира луѓе кои ќе водат во прогрес, туку избира луѓе со такви тезгаджиски, да кажам, квалитети, способности, кои лесно ќе се вклопат во коруптивното владење, со просечни интелектуални способности, можности. Се што треба да бидат добри тимски играчи, послушни и да се одвиваат работите така како што треба да се одвиваат. Резултатите со такви влади не можат да бидат повисоки. Не можат, едноставно. Тоа е исто како од мене, од вас да бараме да направиме 200 склекови. Едноставно не можеме, затоа ни треба да вежбаме можеби 5 години, така, 3 години. Кога тие ќе изберат такви влади, такви луѓе во нивните редови, лесно е да ги менаџираат после. Лесно е да ги менаџираат. Да. И едноставно не можеш да очекуваш поинакви, повисоки резултати. Јас, ево и во контекст на ова што се случува во Србија, јас во падот на таа настрешница, навистина не сум изненаден и навистина верувам дека тука има корупција на секој чекор, во секоја брава што е ставена таму. Бидејќи тоа е стил на живот, стил на работа. Нема ни една фабрика во Србија или во Македонија која не платила за провизија за тоа што тука отворила странски инвеститор или не знам што. Нема ни една сфера од општеството каде што корупцијата не е присутна и тоа е веќе нас ни постана веќе нормално. Затоа такви влади, хибридниот агресор прави пакт со нив. Однапред се договараат. Да, ние ќе ве донесеме на власт, ќе ги затвараме очите после, крадете вие, правете што сакате, но битно е да го подпишете договорот со Грција, договорот со Бугарија, да го имплементирате, не знам, францускиот договор и така натаму. Тоа е битно, а другото, од време на време ќе ви замериме дека нивото на корупција е многу високо и така натаму. По некој од вас ќе ставиме на црната листа. Тоа е тоа. Да. А за сето тоа цехот го плаќа обичниот граѓан. Така да, за корупцијата можеме да зборуваме со денови, бидејќи уништен е образовниот систем. Во Македонија немавме ни еден универзитет кој е рангиран на Шангајската листа. Да. Во Србија мислам дека имаше 1-2 универзитети, да, иако е Србија. Во Белград е да, рангиран. Иако е таа многу поголема, би требало многу повисоко да биде рангиран и тој универзитет и другите универзитети, меѓутоа на нив не им одговара и на хибридните агресори и на владеачките елити не им одговара да имаат паметни луѓе. Бидејќи ако навистина излегуваат квалитетни кадри од тие универзитети, ќе вршат притисок врз нивното коруптивно владење. Вака им е подобро, од таму излегува некој си просек или подпросек и тие луѓе полесно е да ги вклопат во нивните действија. Да. Владо, благодарам на твоето гостување. Многу описно и детално ги разложи чекорите кон оваа хибридна војна што беше кај нас и сега се случува во Србија. Твоите предвидувања се дека нема да има така
лесно и брзо парламентарни избори, оваа игранка ќе продолжи понатаму за да се подрива кредибилитетот и популарноста на Вучич. Времето ќе видиме како ќе се сето тоа одвива. Ја да ти се заблагодарам многу за твоето гостување. Се надевам ќе бидеш наш гостин и во иднина, затоа што како што гледаме дали е тоа Грузија, Романија кај што забранија председателски избори, гледаме Фицо во Словачка се соочува со слични предизвици. Ваквата војна ќе трае и добро би било во иднина да бидеш наш гостин каде што ќе образложуваш вакви теми и ќе ги расклапаш на поединести. Благодарам за поканата, задоволство ми беше што гостувам во ваша емисија и со задоволство ќе гостувам и во некој наредни емисии. Благодарам на тебе. Благодарам што не следевте во овој интересен разговор. До следното видување ви пожелувам се најдобро.